Добар ден, ученици! Добре дојдовте на часот по математика за трето оделение. Јас сум оделенски наставник Валентина Панчевска од Општинското основно училиште Јоаким Крчевски Ѓорче Петров. Наставната содржина што ќе обработиме на денешниот час по математика е собирање и множење со бројот 5. Цели на часот. Да го разбирате множењето како скратено собирање на еднакви собироци и да го користите знакот за множење, да се оспособите за решавање на текстуални задачи и да избирате и применувате соодветни мисловни стратегии за пресметување и да умеете истите да ги објасните. Часот ќе го започнеме со една математичка приказна преку слика. Роденденска забава. Малата Јана правела роденденска забава. Таа својата соба ја украсила со многу разнобојни балони. Но во еден ќош од собата на мала масичка наредила украсни кутии со лижавчиња. Подоцна започнала со пребројување на лижавчињата за да пресмета дали има доволно за сите поканети другарчиња. Меѓутоа, Јана умеела да брои само до бројот 10. Па за да ја помогнеме на Јана во пребројувањето на лижавчињата, треба внимателно да ја погледнеме дадената фотографија на екранот и да одговориме на долу дадените прашања. Забележувате дека на сликата имаме 5 украсни кутии. И во секоја кутија има по 3 лижавчиња. Една кутија всушност представува една група, па во овој случај имаме 5 групи по 3 лижавчиња. Одговорот може да го добиеме со добројување на бројот на лижавчиња од секоја кутија, односно со додавање на плюс 3. 3, 6, 9, 12, 15. Истиот да го представиме како збир од исти собироци. Бројот 3 да го собереме 5 пати и ќе добиеме збир 15, или како производ 5 кутии по 3 лижавчиња е еднакво на 15. Што може да заклучиме? Множењето представува скратена математичка операција на собирањето на еднакви собироци. Пример. Имаме збир од исти собироци. Бројот 3 е собран 5 пати. Истиот овој збир може да го запишеме и како производ. 5 по 3 е еднакво на 15. Да се потсетиме. Во математичката операција множење, првиот број се нарекува прв множител, вториот број втор множител и крајниот резултат се нарекува производ. Да поминеме на следната активност. Собирање и множење со бројна оска. Преку дадени примери ќе научите како може текстуалните задачи да ги представите на бројна оска. Но најнапред да се потсетиме што представуваше бројната оска. Бројната оска представува хоризонтална права линија на која се обележани подеднакво оддалечени цртички и секоја цртичка е нумерирана со број. Со броење нанапред или наназад од некој број ние доаѓаме до точното решение. Пример 1. 5 зајачиња прескокнувале по 2 скали. Колку вкупно скали прескокнале зајачињата? Како оваа текстуална задача ќе ја представиме на бројна оска? Цртаме една бројна оска. Ја делиме на 5 еднакви делови, кои всушност
го представуваат бројот на 5 зајачиња. Со стрелки го запишуваме бројот на прескокнати скали одделно за секое зајаче. Одговорот ќе го добиеме со добројување на бројот на прескокнати скали, односно со додавање на плюс 2. 2, 4, 6, 8, 10. Истиот да го представиме како збир од исти собироци. Бројот 2 да го собереме 5 пати и ќе добиеме збир 10, или како производ 5 зајачиња по 2 прескокнати скали е еднакво на 10. Значи, зајачињата прескокнале вкупно 10 скали. Ајде да решиме уште еден пример. 5 девојчиња со фотоапаратот направиле по 5 фотографии. Колку фотографии вкупно направиле девојчињата? Сега паузирајте го видеото и обидете се дадената текстуална задача самостојно да ја представите на бројна оска, а подоцна да го проверите точниот одговор. Цртаме една бројна оска. Ја делиме на 5 еднакви делови, кои всушност го представуваат бројот на девојчињата. Со стрелки го запишуваме бројот на направени фотографии одделно за секое девојче. Одговорот ќе го добиеме со добројување на бројот на направени фотографии, односно со додавање на плюс 5. 5, 10, 15, 20, 25. Истиот да го представиме како збир од исти собироци. Бројот 5 да го собереме 5 пати и ќе добиеме збир 25, или како производ 5 девојчиња по 5 направени фотографии е еднакво на 25. Одговор на прашањето. 5 девојчиња направиле вкупно 25 фотографии. Сега ќе ви покажам како може да го употребите моделот на матрица за да решите одредена проблемска ситуација. Најнапред ќе ја прочитам задачата, а подоцна ќе ви објаснам што всушност представува матрицата. Марија во 5 реда насадила по 4 цветови. Колку вкупно цветови насадила Марија? Како ова текстуална задача можеме да ја представиме со матрица? Матрицата представува правоаголна кутија, во која се впишани две прави линии, вертикална и хоризонтална. Вертикално го запишуваме бројот на колони, а хоризонтално бројот на редови. Овие две прави линии се сечат во левиот горен агол во една точка и во истиот тој агол се впишува математичката операција, додека во внатрешниот дел на матрицата се запишува одговорот. Многу е битно во секој составен дел од матрицата да се внесат точни податоци за да точно се ослика дадената ситуација. Во овој случај вертикално ќе го запишеме бројот на редови од градината на Марија, 5, а хоризонтално ќе го запишеме бројот на насадени цветови по редови, 4. Сликовито изгледа вака. 5 редови и во секој ред се насадени по 4 цветови. Или да го представиме како збир од исти собироци, односно да го собереме
бројот на насадени цветови по редови. 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 е еднакво на 20. Или како производ, 5 редови по 4 цветови исто така е 20. Значи, Марија насадила вкупно 20 цветови. На наредниот слајд е дадена табела која е поделена во 3 колони, во кој што таблицата множење со бројот 5 е представена како производ сликовито по групи од по 5 црвени триаголничиња или како збир на исти собироци. Да ја погледнеме првата колона од табелата. Имаме групи од по 5 триаголничиња. И во секој нареден ред групите се зголемуваат за плюс 1. Да го погледнеме вториот ред. Ке изброите дека има 2 групи. И во секоја група има по 5 триаголничиња. Овој сликовит приказ може да го запишеме како производ. 2 по 5 е еднакво на 10 или како збир на исти собироци 5 плюс 5. Ајде да го погледнеме и последниот ред. Ке изброите дека има 10 групи и во секоја група има по 5 триаголничиња. Овој сликовит приказ како производ може да се запише 10 по 5 е еднакво на 50 или како збир на исти собироци, односно бројот 5 да го собереме 10 пати и повторно ќе добиеме збир 50. За домашна работа потрудете се да ги решите следните задачи. За полесно да одговорите на барањата од задачите, можете да ја погледнете табелата од претходниот слајд. Ученици, се надевам дека ви помогнав во совладување на денешната наставна содржина по математика. Ви благодарам на вниманието.